Секојдневното медиумско бомбардирање за ситуацијата со состојбата со COVID-19 вирусот остава драстични последици кај луѓето, кои велат дека одамна ништо не е како порано. Помладите од Пекчевскиот регион на оваа тема велат дека ситуацијата со COVID-19 вирусот е пренагласена, додека повозрастните пекчевци додаваат дека коронавирусот не им остава простор за меѓусебна дружба која ја имале порано и која во денешно време се повеќе ги оддалечува едни од други. Времето е такво да ако ние не се вардиме, стара популација сме, ризична група сме и повеќе се вртиме дома и нешто до пензионерското. За нас е јарно, ама малку повеќе притисок има. Не е толку реално како што го кажуваат. Највеќе, повеќе психички него што е реално. Ќе се раздвоиме, нема да се дружиме. Тоа нема, не се оди човек, у човек не оди. Дел од останатите анкетирани пекчевци додаваат дека на оваа тема најмногу ги погодува седењето дома. Ако порано велат тие од здравствени причини пешачели по 10 километри, сега поради ситуацијата со пандемијата и таа можност им еускратена. Многу дома седиме. Повеќе време, ето јас секој ден шетав по 10 километри минев. Сега едно 3-4 километра, али на два пати нешто покушам по едно половина саат. Порано се движех на 5 километра, 1 саат минех. Тоа е перфектно, знаеш. Меѓутим, сега короната си донесе своето. Пазиме се и тоа е тоа. Во услови кога се очекува вакцина против COVID-19 вирусот кој засега е далеку од Македонија, деновиве се врши вакцинација против сезонски грип. Во Пехчево, како што информира од јавната здравствена установа Здравствен дом доктор Иван Ѓоргиев, до сега се потрошени мал број вакцини поради недоволниот број термини резервирани преку Мој термин. Оттаму изрази надеж дека со втората фаза од вакцинацијата, вакцини ќе добијат сите пријавени. Инаку со првата фаза од вакцинирањето во Пекчево беа опфатени 84 граѓани кои ја примиле првата вакцина против сезонски грип.